Почитуван председателе, почитувани колеги и пратеници. Денес имаме еден дневен ред, меѓутоа зборуваме по друг дневен ред кој што некако се смени во текот на денот, без да се известат пратениците, меѓутоа еве сепак сме спремни за тоа што сакаме да си го кажеме. Имаме закон за дополнување закон за финансирање на единиците за локална самоуправа, односно зголемување на планираните зголемување на планирањето на приходи за 50% просечно од остварените приходи во последните 3 години, нели? Сега се наметнало тоа како потреба поради корона кризата и сега ние треба да ги изголемиме планирањата затоа што досега се отепавме од работа сите единици за локална самоуправа, сега уште толку ќе запнеме. Јас не гледам дека нешто се промени во последните 3-3,5 години, дека има некои дополнителни инвестиции или не знам што, па ќе оствариме дополнителни приходи за да ги зголемиме планирањата. Се е исто. Значи, ние ако сакаме нешто да планираме, или ако сакаме да ги превенираме сите последици после корона кризата, треба да имаме малку поинаков тек на решавање на проблемите. Не се решаваат проблеми со давање на пари или со зголемување на планови кои што понатаму ќе образложам како гледам на работите, туку се решаваат тековно, како што сите нормални држави ги решаваат. Првен треба да се почне од вакцинација на граѓаните. Понатаму треба да се управи образованието. Ние ниту едното, ниту другото го имаме и сега ќе сме давале пари, ќе сме оподобрувале животов на граѓаните. Ами денес имаме само 723 или таму не знам колку беа заразени од корона. А дополнително при попис што се спрема да се почне. Меѓутоа, ајде сакам да се задржам на темава. 2018 година овие планирање на буџетите требаше да бидат 10% според Тевдовски поголеми, односно дозволен праг за 10% поголем од претходната година, затоа што можеби еве се очекуваше да влезат Facebook и Google или кои беа таму на Табановце, меѓутоа веројатно заглавија па ништо. Понатаму се зголеми на 30 и сега бараме да се зголеми на 50%. Имаме неколку прашања. Првото прашање кое што секогаш се поставува во однос на овие измени на сите закони кои што се однесуваат на локалните самоуправи е зошто токму сега. 3 години спиеа, 3 години ништо не работеа и токму сега во година кога треба да се одржат локални избори, тогаш нас ни текнува да ги зголемиме планирањата. И сега како ќе оди, ова да го објаснам за јавноста. Сега вие можеби мнозинството ќе го изгласате ова, за еден месец ние ќе имаме ребаланси во сите општини, ќе се ветат еден куп улици, не знам било какви инфраструктурни проекти, што ќе бидат за 50% зголемени од овој буџет кој што беше предвиден пред нова година. И со самото тоа ќе имаме еден индикатор за корупција со тоа што ние ќе ги лажеме граѓаните дека нивните улички ќе се направат, дека ќе им ставиме улично осветлување, дека ќе им ставиме канализација или водовод, ќе поминат локалните избори во октомври, во ноември ќе си направиме уште еден ребаланс, затоа што ништо од тоа нема да реализираме, влегуваме, повторно ќе нагласам, во период на локални, дај Божи, парламентарни избори. И во ноември ќе им речеме, извинете, ништо од ова, знаете, ние планиравме, арно, ама не успеавме, уште трае короната, а короната трае токму поради вас, а не поради нас, затоа што неспособни сте да набавите 10.000 вакцини, а не 5 милиони, како што ги кажувате, или вашиот лидер што ги кажуваше. Понатаму, дали ова би го подобрило животот на граѓаните? Никако. Ова само ќе ги зголеми надежите на граѓаните, а во никој случај нема да ги подобри нивните животи. Тие ќе се надеваат и ќе се надеваат како што се надеваат за вакцините, како што се надеваат за 500 евра плата, како што се надеваат за сите останати лаги кои што беа кажани, а практично ништо нема да се промени во нивните животи, во нивните мала, во нивните места на живење, во нивните урбани или местни заедници. И дали се изнаоѓа трајно решение за проблемите во единиците на локалната самоуправа? Не се изнаоѓа трајно решение, затоа што имавме од
2018 година една интервенција од 50 на милиони евра, каде што се отпиша половина од долговите на општините и тогаш за тогаш изгледаше интересно. Добре, еве сега ги намаливме. Гледаме дека за 3 години од тогаш повторно се продуцираат истите долгови. Знаете кога ќе се решат проблемите? Кога тој што продуцира долгови ќе одговара, а не постојано ние да ги исплаќаме како граѓани, да ги исплаќаме долговите или несовесното и недомакинско работење на оние менаџери кои што не знаат што работат практично, кои што постојано продуцираат долгови, ние ќе им ги исплаќаме нив долговите. ЗЕЛС имаат побарано различни барања и секако тука стои една можност за зголемување на стапката на данок на имот. Данок на имот може секоја единица за локална самоуправа да си ја зголеми онолку колку што мисли или колку што треба, меѓутоа тоа е непопуларна мерка, затоа што ќе дојдат повторно нови избори, па ние можеби ќе ни се налутат граѓаните и нема да не гласат и сега тоа не го превземаме, ама останативе барања не си ги бараме или пак како градоначалници, оние кои што се моментално градоначалници, не сакаат да се замерат со власта, односно со извршната власт, и ќе си ќутиме, ќе чекаме да не поткова некој финансиски и така натаму. Состанок на 4 октомври 2018. На состанокот беше нагласено дека ова е состанок на ЗЕЛС со 20 представници од Светска банка. На состанокот беше нагласено дека и самите локални власти до некаде се одговорни за ваквата лоша финансиска состојба во која се наоѓаат, но сепак најголемиот товар паѓа на централната власт, кој не обезбеди континуирано развивање на фискалната децентрализација во земјата. При тоа беше посочено дека за спроведување на префрлените надлежности, блок дотациите се многу ниски, односно не се доволни, а беа потенцирани изголемените така наречени скриени трошоци кои произлегуваат од големиот број нови законски промени кои се рефлектираа со нови давачки на локалните власти. Тука би го оставил она прскањето со авионите кој што е обврска на локалните власти. И сега таму тие наведуваат неколку барања, меѓутоа во текот на овие години јас не гледам ништо да се интервенира по однос на овие барања на ЗЕЛС, туку само овака имаме интервенции кога е потребно за задржувањето на власта пред избори, дали се локални, дали се парламентарни. Пак ќе кажам, ние доколку не влеземе во наредна фаза на децентрализација, доколку општините не ги добијат овие барања кои што ги носат на состаноците на ЗЕЛС, ништо не правиме со општините. Постојано ќе се трупаат долгови и постојано овака ќе интервенираме, меѓутоа проблемот е што немаме ние континуитет во ниту една работа, туку имаме по потреба интервенција само за избори. Понатаму, како заклучоци, се извинувам, се наведени нерегулирани состојби во јавните предпријатија, кои најчесто се превработени, имаме секогаш, тоа ни е како гнездо за партиско вработување, секаде, во секоја општина, во зависност од локалната власт, секогаш имаме нерегулирани вработувања во јавните предпријатија, постојани загуби и низок степен на наплата на утврдените такси, дел од долговите се направени и со неодговорно планирање и задолжување на општините. Значи, тука и планирањето е наведено како еден голем проблем кој што е влезено во заклучоците. Инаку, ова само за крај сакам да го кажам, општини кои издвојуваат најмалку средства за капитални инвестиции во однос на вкупните расходи. На прво место аеродром 5%, второ место Кратово 6%, трето место Шутово Ризари исто така 6%, четврто, пето и шесто Арачиново, Велес и Струга. Сега ако планирањата ги зголемиме за 50%, реализацијата на овие кои што се моментално 11% ќе се намали на 7%. Тоа е катастрофа од реализација за било кој градоначалник, а посебно кога ќе погледнам дека во сите овие општини каде што имаме 5-6
10 или 11% Благодарам. се градоначалници на СДС. Мислете што правите, вие уште толку ќе ги задолжите градоначалниците. Диме Велковски. Диме Велковски реплика.